Почитувани, Министерството за земјоделство и Љупчо Николовски, наместо да се грижа за тоа каква храна јадат граѓаните, дозволуваат увоз на зеленчук со поголемо ниво на пестициди од дозволеното. Откако го урнисаа македонското земјоделство и го направива увозно зависно, почнаа да увезуваат отровен зеленчук од соседството. До мене стигнаа документи и анализи од Државната фитосанитарна лабораторија при увоз на зеленчук во Македонија од Албанија, од кои се гледа присуство на пестициди повеќе од дозволеното. Ова се почитувани документите од Министерството за земјоделство, односно од Државната фитосанитарна лабораторија. Со овој документ кој што е заверен од институцијата, со архивски број 409/2 и 372/2, од кој јасно се гледа дека Државната фитосанитарна лабораторија направила анализа на увезена крставица и домат за утврдување на присуство на пестициди. Наводот од анализата утврдува присуство на пестициди над дозволената граница. Според нашите сознанија, неколку камиони со отровен зеленчук се влезени во Македонија и пуштени во промет. Ова се доказите, почитувани граѓани. Освен што нашите граѓани јадат скапа храна, јадат и небезбедна храна. Јавното обвинителство мора веднаш да реагира. Немаме време за комисии, работни тела и инспекции. Потребни се итни мерки, брзи истраги и одговорност за овој случај. Овој штетен зеленчук може да завршил на пазарите во Скопје, Тетово, Кавадарци, Велес, буквално низ целата територија на Република Македонија. Колку треба да биде профитот на некој поединец за да се дозволи труење на соседниот народ од страна на власта? Ваква операција на труење на соседните граѓани не може да се спроведе без знаење на Љупчо Николовски и Николче Бабовски. Бараме веднаш одговор и одговорност и од директорот Бабовски и од министерот Николовски. Оставки за овој скандал мора да има. Истовремено, барам веднаш да се отвори истрага против министерот Николовски, како и за сите вмешани во процедурите за испитување на храна при увоз. Потребна е целосна ревизија и заострување на мерките при увозот на храна во Македонија. Будно ја следиме ситуацијата и препорачуваме дека одговорност за овој случај ќе има. Доколку јавното обвинителство го премолчи и ова, тогаш идната влада на ВМРО-ДПМН уште во првиот ден од преземањето на власта ќе отвори постапка и ќе изврши истрага кој и зошто допуштил македонските граѓани да конзумираат небезбедна храна. Ви благодарам.